Така, Александар, зборуваме со професионалец. И тоа професионалец кој што ни доаѓа од првата детска амбасада. Меѓаш и зошто одбравме токму да зборуваме со психологот таму, затоа што токму оваа организација веќе 31 година се занимава со правата на децата. Бидејќи оваа трагедија која што се случи засегнува деца, но кога се засегнати тие, засегнати се и родителите, засегната и целата јавност, засегнати сме буквално сите со сите овие случувања. Затоа, она што ни е најпотребно е да разбереме што е тоа што би можело да се случи за да доведе до еден ваков чин и дали е време и како можеме нешто да сопреме или поправиме. За жал за родителите и семејствата на оние деца кои што го загубија животот, веќе нема поправање на нештата, но како да спречиме, како да ги разбереме децата, ќе ни помогне Јорданка Черепналков-Трајковска, која што е психолог од Меѓаш. Добро утро и добро ни дојдете. Добро утро и ви благодарам за поканата. И ви благодарам за отворањето на темата која што мислам дека во континуитет треба да биде присутна во медиумите со цел подигнување на свеста и поголемо внимание, обрнување на менталното здравје на децата. Така. Дека тоа е дел од вкупното здравје, од вкупната благосостојба и на децата и на сите нас. На почетокот сакам да изразам сочувство и голема загриженост и за родителите, и за целата јавност и во Србија и пошироко регионално. Мислам дека не погоди многу овој настан. Ништо не се случува случајно, не се случува без причина, без претходни случувања кои што довеле до овој трагичен настан. И мислам дека е некрајно време. Поминато е времето кога треба да застанеме и да се приспитаме себе си прво, ние како возрастни, што грешиме, каков модел им даваме на децата, што им оставаме во наследство, со што треба тие понатаму да продолжат и да размислиме убаво кој ни е вредносниот систем. Кои се вредностите на кои што го базираме нашиот живот, го живееме, го покажуваме кон децата. Мислам дека тоа е оно што со години наназад не го правиме. Постојано сме во некаква трка, материјалното некако е меѓу првите, ако не и првата вредност. Во материјалното го сметам и оценките. Оценката е некоја надворешна награда за нешто што е внатрешно. Знаењето е внатрешна и собственост на секоја личност. Така што навистина е крајно време секој со собствената улога во општествениот живот и во било кој систем и во било која улога да размисли и да се приспита што може да направи поинаку, за да не се наслучуваат и за жал, секогаш е тоа така, размислуваме за тоа кога ќе се случи нешто што не сме верувале дека ќе се случи, дека не може нам тоа да ни се случи, како што беше овој трагичен настан. Бидејќи дојдовме до ова, очигледно е дека некој изменет систем на вредностите кој што го спомнавте довел до ова, затоа што беше комуницирано дека Балканот барем не познава вакви масакри и случувања, особено некога деца се во прашање. Иако има војни и се останато, тоа го коментиравме. Сакав нешто да ве прашам, Инстаграм е доволно да отвориме за да видиме какви вредности, нели, каков систем на вредности имаме. Сакав веднаш да ве прашам за оваа емпатија, да ни објасните. Што е тоа емпатија, затоа што се зборува дека кај ова момче конкретно било забележано тотално отсуство на емпатија, но не само кај него, туку на целата генерација која што се била прашувана по повод случувањава. Значи дека децата биле премногу ладнокрвни за еден ваков чин кој што подразбира загубени животи и убиство. Со еден збор, емпатија значи сочувствување, односно разбирање на сопствените и туѓите емоции, разбирање на состојбата сопствена и на другиот и како се дошло до тоа. Многу е поврзано со оно што е познато во психологијата како емоционална компетентност или емоционална писменост, а тоа токму тоа значи. Да препознам, прво да го препознам кое чувство е во мене, да го именувам. И кога тоа го правам, станувам свесен. Потоа
тоа води кон анализа како дојдов да се чувствувам вака, што во она што ми се случи во обкружувањето или во мене, кои мисли доведоа до тоа така да се чувствувам. И кога себе си се разбирам, на тој начин се подигнува емпатијата за разбирање, односно сочувствувањето на другиот. Како мојата постапка може да влијае врз другиот. Како моите чувства или мојот начин на бирање на зборовите, на постапка влијае кај другиот и како би можел да се чувствува, но при тоа и прифаќање на собствената одговорност со намера да не наштетам на другиот, да не се кој да е друг, да не се чувствува чувствува онака како што јас не би сакал. Ладнокрвноста некогаш може да биде и одбранбен механизам од она што се случува, односно кога нештата кои што ги доживуваме, емоциите кои што ги доживуваме, да ги надминат нашите капацитети, да ги надминат нашите можности, вештини, знаења, свест, за да се соочам и природно е човекот да изгради одбранбен механизам. Так. За жал, некогаш тие одбранбени механизми се голема крајност која што негативно влијае на сите. И на себе си и на останатите околу себе. Оттаму треба, сега малку ќе проговорам за тоа дека и како родители, прво како родителите, тука почнува детето да се гради како личност, не треба да му ги потиснуваме или да не му ги уважуваме емоциите какви да се на детето. Ако му се плаче, нека плаче, ако е луто, нека излезе лутината, нека се смири, па потоа има и вештини. Да го научиме на длабоко дишење, затоа што тоа те стабилизира. Емоцијата е енергија внатре во нас. Ако не излезе, останува заробена во нас и ако се насобира, може да се манифестира во некоја психосоматски проблем, од главоболка до болки во стомакот и до посериозни соматски нарушувања. Оттаму треба да имаат можност да ги изразат, па потоа да се поразговара, да се именуваат што значи, како се стигнало до тоа. Не е лесно, нити за родител, нити за било кој што работи со деца, дали е наставник, воспитувач, тренер, во која и да е улога, роднина. Но, ако му кажеме на детето, ајде бе ќе помине, немој да плачеш, биди посебно за ако си машките не плачат или такви пораки, всушност ние им негираме голем дел од она што се. Да. Не им даваме простор да се изразат, а имаат многу голема потреба да разговарат, што е нормално. Колку повеќе растат, се освестуваат, се осознаваат себе си, стануваат свесни за себе, толку повеќе имаат потреба да споделат со него. Кога им ги уважуваме емоциите, кога им го уважуваме мислењето, ние градиме атмосфера на доверба, дека тука се безбедни, она што го зборуваме нема да излезе никаде на друго место, тука сум за било што ако ти треба, било каков проблем и да се, па дури и да сгрешам како родител, како наставник и потоа останува тоа кај нас чувство дека нешто не сум направила како треба, не е никаква грешка и да кажеш извини, сгрешив, вака требаше или онака требаше. На тој начин му покажуваме и на детето модел како и тоа да се однесува. Да бара прошка и тоа. Јорданка, извинете што скокам вака, сакам некои 3-4 најважни работи да можеме инаку ќе зборуваме доправа за ова, тоа ќе им ветиме на гледачите. Сакав да кажам, бидејќи еве постојано ги зборуваме времињата кои што се промениле и дека овие деца не се исти како тоа што бевме ние деца. Така, вие бевте денес сте психолог и работите со деца. Па кажете ми колкава е разликата, дали децата се секогаш само деца или овие деца веќе не се како нас кога бевме деца? Децата се секогаш деца во смисла како што и ние луѓето сме секогаш луѓе, во смисла на тоа дека имаме потребите се секогаш исти, емоциите се секогаш исти, оно што се менува е општествената околина, оно што се менува е технолошкиот развој и се што носи во општественото живење технолошкиот развој. Кога јас растев
и кога одев во училиште, моето најдоцно останување и мојот единствен извор на информации беше телевизијата и тоа имав, да речам, построги родители, па точно се знаеше што можам да гледам, што не можам да гледам и до кога можам да гледам. Не мора да значи дека и за другите било. Но како и да е во тоа општество си извори на информација беа телевизијата, весници, колку сме читале како деца, не знам, детски списанија, лектири, книги, тие беа изворите на информација. Денес изворите на информација се во джеп, во мобилниот телефон, на лаптоп, на реклами, на секаде, каде и да се свртиш, на телевизија, на радио, така натаму. Значи, каналите на стигнување до информација се многубројни. Според мене, овој факт е многу битен и она, пошто битно не разликува од времето во кое што јас или генерации после мене неколку растеле, и мора да биде земено предвид во образовниот систем. Не толку можеби и содржински, како со наставни содржини, но многу повеќе во пристапот. Доколку што значи факт? Фактот во мое време беше оно што ќе го научам во учебникот. Учебник. Денес јас можам да имам факт, да барам факти и на Google. Глобалната мрежа на Google, да. Но при тоа јас не сум доволно како дете писмен, имам доволно вештини и знаење за да препознам дали е нешто веродостојно, дали не е. При тоа постојано на некои веб страници те напаѓаат и реклами или социјални мрежи, можеш да видиш се. Ова мора да се земе предвид и дома да се разговара, а немаме ни време за да разговараме, и во образованието. Пристапот, кога велам, треба да биде малку поотворен кон децата. Барем ние таков пристап како детска амбасада имаме секогаш кога работиме со децата. Секогаш треба да се земе, ако се деца, ако имаат многу помалку години од мене, сепак имаат животно искуство. Активирањето на тоа животно искуство во некаква образовна или воспитна цел, да го повикам да влезе со тоа, да го анализира што значи и како значи, е многу важно. И на тој начин, како се вели, кажи ми, ќе заборавам, покажи ми, нешто ќе запомнам, ама ангажирај ми, ќе научам. Ќе научам, така. Кога лично се ангажирани, а што значи лично ангажирање? Значи дека се отвара, да речеме, тема на било која, па дури и физика. Може со прашања, со некаква дискусија, да се за некој закон во физиката, физиката е нешто што го живееме во природа, во нашиот секојдневен живот. Прост пример, инерција што значи кога се возиш во автобус, кој ќе закочи, ќе отидеш напред. Значи да се повикаат да им се даде можност и простор да споделат тоа што го живеат. Од овие теми па се до теми за што ги измачува, со кои проблеми се среќаваат, поврзани, може да биде поврзано со која и да е наставна содржина. Така. Дојдовме до интернетот како една многу важна одредница во тоа што се променило во детството наше или на генерациите после нас кои што не растеле со тоа и новите генерации. Сега се појавува еден проблем. За вас психолозите тоа не е, се занимавате со емоции, секогаш препознавате, рековте на крајот на криштата, децата се секогаш деца. Но за нас кои што растевме вака како што раскажавме и дојдовме до ерата на интернетот, умееме да разликуваме факт од фикција или квалитетна информација од лага и така натаму, но немаме доволно дигитални вештини. Сега децата се дигитално повешти од нас. Да. Значи, дури родител и да стави забрана за гледање на одредени видеа, тој самиот од толку малецок ќе знае да ја... Да. Јас не сум многу приврзаник на забраните, контролата строга, без предходен разговор, без предходно објаснување зошто е тоа. Мислам, некако е природно кога нешто ќе ти биде забрането, напротив, баш да сакаш да видиш што е тоа. Секоја заклучена врата потикнува љубопитност да видам што има таму. Така. Многу повеќе е и всушност сега ние треба многу повеќе време да им посветуваме на децата отколку порано, затоа што многу повеќе се изложени на
на информации за кои што не знаеме колку се сигурни, вистинити, безбедни. Значи, наместо апсолутно се сложувам дека тие се многу повешти дигитално од нас и можат секоја наша интервенција да ја надминат. Затоа што растат во такво време, затоа што тоа е дел од нивното живење, затоа што е невозможно да обстанат во средината своја врсничка кога ги немаат тие вештини. Но можеме да разговараме за тоа, можеме да на крајот на криштата и ние како возрастни сме и на социјални мрежи и на интернет ги користиме, можеме да споделиме, може да најдеме некоја тема на која што и јас како мајка и моето дете како дете сме се сретнале. И ова исто така треба дигитална писменост, медиумска писменост, се тоа содржини кои што треба да имаат место во образованието. Што стручно, да речеме на прва, без некоја анализа какво што вообичаено правите вие во вашата струка, би можеле да искоментирате на исказот кој што велат дека е точен на ова младо момче 13 годишно кое што рекло дека јас сум психопат кој треба да се смири, затоа треба да го уапсат, а подоцна жал ми е што не ги убив сите од листата, уживав додека ги слушав нивните крици. Тоа е неговиот исказ. Многу повеќе би било импровизирање. Значи, прво, дали знае дете што значи психопат? Дали ние како возрастни сите знаеме што значи психопат? Особено како го употребуваме тој збор. Да. Дали изјавата не би ја зела здраво за готово дека не чувствувам и требаше да ги убијам сите, дека навистина ја мислим. Може да биде, повторно велам, може да биде одбранен механизам. Само предпоставувам, не можам да тврдам додека, но се надевам дека луѓето, стручните луѓе кои што работат со детето, навистина ќе направат се што е во најдобар интерес за него, за неговото здравје. И тоа е важно. Тоа е всушност најважно во моментот. И нашиот закон за правда на децата, тоа барем толку знам, вели дека е базиран на тој принцип. Се надевам и не се разликуваат ниту законските регулативи во Србија, дека треба да се што се превзема институциите и државата ќе биде во најдобар интерес на детето. Тоа дете има уште од животот. Так. И тоа дете ќе стане граѓанин, но ќе стане возрастен граѓанин кој што ќе живее во тоа општество, ќе влијае, ќе действува и општеството има обврска да направи се за да го извлече најдоброто во него. Така. Веќе почнале смртни закани со графити и така натаму, нормално. Да. Валјда и природно да бараме одговорен за некаква трагедија, особено кога се работи за одземени животи. Толку многу прашања имам, а немам време и тоа малку ме вознемирува, но добро. Ајде одиме на тие меѓуврсни... ова е побитно. Ајде ова прашање. Што сега, кои деца би можеле да го заследат овој модел? Кои се тие деца кои што веќе ги гледаме по TikTok мрежи, кои што го имитираат ова во некаква филмски сценарија, како кој излегол од каде вадат пиштоли, тоа не сте ни стигнале можеби да видите. Веќе TikTok е преплавен со имитирање на тоа што се случило во ова училиште. Кои се тие деца и што е тоа што влијае? Дали не ја сваќаат сериозноста, зошто не ја сваќаат, како да направиме да сватат што се случило, или напротив тоа е еден за нив модел кој што би го следеле или ќе го следат, бидејќи најголем ризик е тоа да не ни се случува ова повторно никогаш, никад. Пак ќе се вратам на емпатијата, емоционалната писменост или компетентност. И еден пристап кој што се вика ресторативен или репаративен, кој што всушност се базира на кој што се појавува прво во меѓу затвореници во Австралија за пример, за како при рехабилитацијата или ресоциализацијата на чинителите на кривични дела да се случи внатрешна трајна промена. Односно да го видат оно што го направиле, како влијае врз другите луѓе, што предизвикало ти, се што правиме резонира во нашата потесна или поширока средина. Еве ова сега се покажува.
идејата е да самиот сторител увиди што направил, кого повредил, вклучувајќи се и себе си. Тоа е долготраен процес, тоа не се решава со ден, два, три средби, него е баш процес. И во таа насока е добро темава да не остане неразговарана. Така. Вчера, во рамки на програмата за мировно образование, голем дел од училиштата, односно наставниците што ни се во програмата, разговарале на оваа тема. Го посветиле времето на разговор со децата, што е многу за поздравување, затоа што не може да... Прво е толку многу важна тема и толку достапна, дојде до сите, не може да се игнорира, не може да се смета за небитна или помалку битна. Да, битно е учењето, ама во училиштето се гради, ние стекнуваме и сознанија, се испробуваме себе си, своите вештини, не е само фактичкото знање, него градиме и активен граѓанин. Да, значи да не кријат родителите, да не се плашат дека подобро да не коментират. Да. Значи оваа тема секако ќе дојде до нивните деца затоа што ќе ја видат на TikTok. И секако разговараат децата меѓу себе, исто како што разговараат за бомбите кога ни се случува. Исто како за сите, дури од најмали, дури од деца на предучилишна возраст се рефлектира ова и се разговара и секој дете разговара во рамки на своите сознанија, можности, вештини, разбирање на светот. Значи родителите да разговараат на оваа тема и да им објаснат што се случило и да ги прашаат. И медиумите можат да придонесат кон не демистифицирање, туку на анализирање на сето ова, што ќе придонесе за подигнување на свеста. Можеби не секој од нас е спремен да зборува за емоции и како возрастни. Некому му требаат алатки. Значи во таа насока е добро да се разговара. Добро е да се вклучат во емисии, во не знам, интервјуа, истражувања некои што мислат децата, каков е нивниот став, да се слушне и нивно, да им се даде простор во јавниот простор, Да. место во јавниот простор. Да, законите нас не ограничуваат, инаку многу посакавме и ние како уредници, како новинари да го сториме тоа, да позборуваме за да ги слушнеме децата, но тоа води малку поинаку, треба со дозвола и така натаму. Се уште е осетливо, но во иднина можеме да ветиме дека ќе го направиме тоа. За сосема за крај, ветуваме дека повторно ќе ни дојдете и ќе зборуваме поетапно и ќе не советувате многу повеќе, зашто ќе ви бидеме благодарни. Да оставиме просторите. Толку, немам време. Се извинувам многу. Ви благодарам. Јорданка Черепналков-Трајковска, психолог од првата детска амбасада Меѓаши. Најважното што го истакнавме е дека е потребно да се води грижа за менталното здравје на децата, многу да се зборува со нив, да сме свесни дека добиваат секакви информации, секакво влијание од интернетот, какво што ние немавме во наше време и дека мора да се бориме со тоа. Благодарам. Ви благодарам. Јас и само на крај да ви спомнам дека, односно да укажам на целата јавност, посебно на децата и младите, доколку имаат потреба да поразговараат за оваа тема, Ало Бушевко телефонот за деца и млади 070 390 632 е отворен 24/7. Ако имаат било каква грижа, мисла, значи 070 390 632 Ало Бушевко или продолжение на SOS линија која што веќе ја имате 31 година. Само е ребрендирана. Така, ве покануваме сите кои што на било каков начин ви повлијаело на младите, им се обраќам на децата, се разбира, да се јавите на овој телефонски број и да поразговарате со психолог.